Македонскиот олимписки комитет и Наша ТВ, со доајенот на спортското новинарство Зоран Михајлов, со гордост ви ги представуваат македонските спортски легенди. Во рамките од Младинското спортско друштво, порано МИК, сега Скопје, функционираше и боксерскиот клуб. Низ него поминаа многу момчиња кои оставија печат во македонскиот бокс и кои ден денеска ги споменуваме. Инаку, основен двигател на сите активности во клубот беше, за жал сега, покојниот Живко Дуковски, кој неодамна почина. Тој беше поранешен шампион на Југославија, вице шампион, беше првак на Републиката тогаш Македонија и едноставно беше задоен со боксот, па така, кога веќе ја заврши кариерата, реши во договор со луѓето од Младинското спортско друштво МИК, кое функционираше таму во населбата Автокоманда, се договори да формираат и боксерски клуб. Сега што е интересно, еден од двајцата први боксери на БК МИК, подоцна БК Скопје, беше и денешната наша спортска легенда Ивица Головиќ. Ивица, добро дојде во емисијата. Драго ми е што вака ќе разговараме за боксот. Сме разговарале секогаш кога ќе се сретневме на боксерските приредби, особено кога беше организиран Златниот гонг. Сега од тебе сакам да ми кажеш како изгледа првите денови, месеци, години на боксерскиот клуб Скопје со Живко Дуковски на чело. Би се чини дека ти во клубот дојде заедно со, за жал исто така покојниот Мице Ристевски. Вие бевте единствените боксери, а ние новинарите се прашувавме како ќе прави екипа Живко со двајца боксери. Меѓутоа боксот имаше доста така симпатии меѓу младите, така да кажем, и тие полека откако разбраа дека во Автокоманда има боксерски клуб, почнаа да се приклучуваат на БК МИК. Сега да ни кажеш како изгледаат тие први денови, први тренинзи на формирањето, по формирањето на еден од најдобрите боксерски клубови во нашата држава. Прво, благодарам за поканата. Мислам, посебно ми е чест да разговарам со вас како еден голем спортски работник, врвен спортски коментатор со години. Па вака, првата почетокот беше некаде 68 година. Со Мирко Мице покојни Ристевски, пошто сме и комши тука близко. Случајно отидовме, вика, има тука боксерски клуб отворено, вика, тука беа и борачи у таа сала. Мислам дека беше Ристо Дарлев тогаш или таков. Дарлев, Шабан Сеиди исто беше член на Скопје. И тоа беше една сала на... Аристо Таков им беше тренер. Тренер, да. Тоа беше сала на тоа средно училиште, одно стручно училиште, Коце Металец се викаше тогаш, сега Михајло Пупин го вика поново. А тоа беше близко до нас, кај што живееме ние, на можда 100 метра. Влеговме таму и Дуковски не пречека, беше таму он, уште еден тренер имаше таму, тој беше Мишо. Автомеханичар беше тој, инаку го сакаше боксот. Да. И така постапе, што сака да тренираме, земаме ракавици, почнавме да тренираме. Доаѓаш тука и Ѓорѓо Јановски, Ѓорѓе Јановски, он беше као председател на клуб. И така почна спонтано, мислам. Зимова беше тука некаде, пролетва, од 69 година, веќе се преселивме во Автокоманда, во интернатот на Слободан Стефановски Сенич, се вика тој интернат, тој е електромашински училишен центар во ЕМУС. И таму таа сала беше малку подобра. Таа беше училишна спортска сала, ама тоа не беше на училиштето, него на интернатот. Значи, таму спиева, мислам, ученици од средна школа, и тоа беше горе на спрат. И салата беше така
прилично голема, имаше горе некако чардак направено и тука Дуко заедно со Джоджо направила како ринг нешто таа со јажење и така натаму. И почна да доаѓаат многу деца од тука од Газибаба, од Автокоманда. Од Автокоманда немаше многу, од Газибаба и тогаш дојдоа сите оние после боксери кои што понатака го го обележа боксот во Скопје, во БК Скопје, тоа Азис Салихов дојде тогаш, Ружди Калач, Гано Реджепагич, Владко Самуиловски, Драги Лазаров. Имаше една навистина, како да кажам, доста голем интерес. Имаше преку 20. Овие што ги спомна беше една квалитетна група, меѓу кои имаше и шампиони на Југославија. Мислам, тоа после понатака идеше тоа. И после пе тогава тренираме салата во Автокоманда. Првите тренинзи беа, мислам, понеделник, среда и петок, така, пошто у таа сала ја користија и каратисти, тогаш беше мислам дека беше тој Савич од Маđари, имаше еден познат каратиста, Сашо Караđозов доаѓаше таму, мислам тоа имаше една. И каратето тогаш беше у почетна фаза, мислам, еден почеток кај што фактички тие беа пионери на тоа, као што ние бевме пионери на боксот во БК Скопје. Тренизите се одвиваа, мислам, непречено, така да веќе наредната година, дали 71 година, односно 72 година, двајца наши боксери идат на првенство на Југославија за јуниор избора. Владко Самуиловски и Азис Салихов. Азис оставила златна медаља, тоа беше, мислам, во Трстеник, а Владко Самуиловски во финале изгуби, мислам, на еден банален начин, кој што после имаше по новини, пишуваја дека не е можно да доаѓаат двајца боксери од Македонија, од БК Скопје да освојат 2 златни медаљи. И така да Владко освои сребрена медаља и тоа беше еден така прв почеток. Тие резултати на Самуиловски и на Азис, како да ги запалија младите уште повеќе за боксот, па како изгледаше тој период, дали имаше, би рекол, навала на млади боксери да дојдат тука да тренираат со вас, кои веќе бевте поискусни и ве познаваат како боксери? Па, видите вака, тогаш у салата имавме сигурно преку 25 до 30 деца, мислам. Млади, возрастни немаше толку, него деца од 12, 13 до 15 години. Интересот беше навистина голем и веќе наредната година тоа беше, ова ако било 72 можда, или 72 година, веќе двајца боксери, јас тогаш ми се пружи прилика да ги носам во Белград. Имаше едно такмичење за, се вика, нада југословенскog бокса. Да. И јас, Джоджо, тоа беше една антологиска приказна, Джоджо со Дуковски идеа со кола, а јас ги носев со воз, Мирко Ристевски, Ружди Калач и Наим Лимани. Такмичењето беше на Ташмајдан, а Джоджо и Дуко многу касно стигнаа, имале по пат некои проблеми, многу врнеше дожд, така да, ние спиевме по еден интернат. Другиот ден на тоа такмичење Калач освои награда, Ружди Калач освои награда најперспективен боксер, а Мирко Ристевски најдобра техничар. Значи тоа беше еден навистина за како БК Скопје, како клуб, кој што тек пред 4-5 години се формира. Првите чекори што се вели ги правија, веднаш доаѓаме во елитните младинци боксери. И настана една, мислам, една дискусија дека ние мора да влеземе у лига. Не треба да влеземе у лига. Пред тоа, само да те прашам, кажи ни за твоите први настапи, а после ќе продолжиме со лигата. Да.
Први Прв настап настап затоа беше- што на времето не можеше веднаш Да. да те уфрлат меѓу сениори без оглед на возраста, мораше да се минат оние борби за искуство, така да кажам. Значи вака, има таму правила од 14 до 16 години се таа кадетска конкуренција, од 16 до 18 години се јуниорска конкуренција, а над 18 се сениори и сениори почетници. Пошто ја бев на таа група, морав да направам 10 меча за да можам да боксувам за екипа, сениорска екипа. Првиот меч беше мене 17 година. Се сеќавам на боксерот, тоа беше првенство на Македонија. И ние излеговме со тогаш прв пат, Дуковски излага со тројца боксери. Ја, Головичевица, имаше еден Димич, тој беше исто тука некаде од Керамидница и уште едно момче, само не сеќам за него. Првите два меча ги изгубија, ја настапувам како трет во полувелтер категорија. Не може да симнам, тие пола кило беа многу проблематични. Таа категорија до 63-500, мислам. И ја до 64 ќе дојдам некаде 63-500 и Дуко вика вечева нема да јадеш, да мислам да вечераш и така натаму. Вика утре ќе бидеш на вага добар. И тој меч го доби со нокаут по прва рунда. Значи тој првиот меч. И тука на тој меч мислам присуствува и многу што тренираа бокс, мислам деца кај нас. И тоа како ни им даде повеќе импулс на младиве да почнат да доаѓаат да тренираат и после тоа се редеа други мечеви. Пошто Куманово беше во втора сојузна лига веќе влезе и ние како уводни борби Дуко ме носеше во настапувавте пред нивните мечеви во лигата, да, како уводни борби, така настана тие 10 меча. Имаше после тоа мечеви во Штип, нешто имаше некои првенства на Македонија, имаше, мислам, Букавадарци боксувавме и така натаму и дојдов јас како боксер до тие 10 меча и првиот меч во сениорска конкуренција беше 73 година, ја имам и датумот, 23 април, кога ние конечно, после долги дискусии, превирања, не беше тоа превирање. Сега доаѓаме до она кога БК Скопје станува второ лигаш. Да. А ти шампион на Македонија која година беше? Предходната година шампион на Македонија во полувелтер. Во полувелтер категорија. А за клубот настапуваше, ми се чини, најчесто во велтер категорија. После тоа. Да, подоста зарад да немаш проблеми со килажата, бидејќи тука беше со килограмите. Сеќаме на дискусија, имавме еден состанок во тоа беше на град Скопје, мислам, Совка бивша, Ѓуко Кузмановски тоа беше. Да. Имаше еден состанок во кој што присуствуваше, беше и вашиот колега Атанас Костовски, Бата Ѓорѓевиќ, тоа е една генерација. И Бата познат тренер. Познат тренер. И се одлучи, баш седеше до мене Атанас Костовски и го викаше, мора да влезете во лига за да може да го афирмираме боксот уште повеќе во градов. И така се одлучи да влеземе ние во втора сојузна лига Исток. Тогаш постојава две лиги, односно прва лига сојузна и две втори лиги. А таа втора лига сојузна Исток беше многу јака. Во незе имаше околу 12 клуба, од кои што Нови Пазар, Јосип Крамер, Кула, кај Нови Сад тамо, Шабац, Мачва, од Црна Гора исто така Иванград, Никшич, Лозница, екипи и боксери. Тоа е буквално цела Србија, а боксот од Србија знаете како беше. Имаше една екипа од Београд, Сингелич Београд беше. Имаше екипа од Смедерево, Лесковац, ние овдека бевме со Куманово. И тој првиот меч беше, мислам ќе сеќам секојаш на него,
имаше публика од Со кој? Со Нови Пазар? со Нови Пазар. Да. Нови Пазар беа меѓу најдобрите екипи у Србија тогаш. Мислам, да не ги тргнеме, мислам, да речеме, од прва лига, меѓутоа за втора лига, затоа што Нови Пазар единствено боксот беше на ниво, другото беше запоставено. Така збореа барем тие ја правев муабет со тој Ковашинец, тренерот Дневник, кога после мечот, кога разговаравме. И тогаш тоа беше спектакл кај што од Нови Пазар дојдоа преку 5-60 автобуса, од Нови Пазар дојдоа. Имаше преку 5000 публика таму. Никогаш БК Скопје не боксел пред толку број, мислам, како домаќин. И тој беше првиот меч мој од сениорска конкуренција. Боксер со Феризович го победи со прекид у трета рунда, беше така нешто. А Џодо Желјан цело време горе по тоа шета, он беше многу нервозен тип, мислам, Чека само да... чека она, Дојде само до се види, победа. он беше човек кој што водеше грижа за нас, како за здравие, мислам, да не се деси нешто, некој нокаут, нешто, да не дојде до некоја несакана повреди и така натаму. И тоа беше, мислам, што викаат србите, ватрено крштење на БК Скопје во втора лига. Тоа наставува. А и за тебе исто огнено крштевање, Да, зашто како прв втора настав. лига, Феризович не беше наивен боксер. Феризович после тоа, Не знам како успеа да го... Феризович совладаш. после тоа има боксувано со Маријан Бенеш на една златна ракавица. Дали беше после 5-6 години, да знам како. Кај што Бенеш у прва рунда падна у нокдаун. Бенеш падна. Знам, можеше он да се поврати. После Така тоа се врати и го тепаше на копме и тоа. 3 пати у нокдаун паѓаше со Јанков, Пламен, ако се сеќаваш, Така е, тоа Бугарин, беше па на- се враќаш. Да. После тоа наредните мечи беа знам боксувевме во Алексинац, па после тоа боксувевме во Младеновац и така натаму, мислам, таа цела втора лига траеше, пошто имаше доста екипи, траеше, мислам, ќе почне некаде од април месец до јули, па после почне од септември до... Пошто повеќе се боксуваше на отворени простори, тогаш немаше сали како сега, мислам. Па и прва лига на отворено, Да. не само втора. Јас се сеќавам Куманово кога влезе во лига, првиот меч го имаше во Крагуевац против Раднички на стадион. Да. 5-6 гледачи, ние отидовме, ајде, деби во прва лига, со камера снимавме и вечерта веднаш да пуштиме на телевизија да се види дебито на Кумановчани. Да. Големо интересирање имаше за боксот. Имаше. Значи, интересот за бокс беше, да кажам, многу поголем него сега што е. Мислам, у моментов кај младежов, кај младинава, пошто младинава се повеќе се ориентира на овие други некои спортови, борилачки, кикбокс, микбокс и така. Или спортови, или диска, музика, Да. и така. За боксот Па, нема воглавном, треба. тоа беше Учето го беше таков. Јас, мислам, иначе ја бев студент на Машински факултет. Ти заврши машински Да, јас сум машински, инженер да, си да. на машинство. Завршив машинство. Да. Мислам, така да, мене боксот беше како еден вид хоби, еден вид стимул да и факултетот минеше така подобро. Немаше тогаш многу скитање по улици и така натаму, како од тренинг се враќавме, но пошто мене беше близко, кај што живеам ја до автокоманда, близко ми беше, релативно близко. Зашто ја учев таму и во ЕМУЦ, во Евроетномашки училишен центар, таму беше и салата. Цел ден во тој крај. Во тој крај сме биле, така да многу беше битно дружењето тогаш. Мислам, ние после секој тренинг, буквално 5, 6, 7 деца, колку пошто тие повеќето живеева тука во Газибава и така натаму. После секој тренинг идевме во една од тие сладкарници на Битпазар, Пеливан или баш Пеливан, да се почастуваме по една боза, еклер и така натаму. Дружењето беше на многу високо ниво и уште што е посимптоматично, мислам, за разлика од денеска, тогаш за да боксуваш во екипа, за да боксуваш во лига, мора да имаш 10 спремни боксери во сите категории. Значи, почнувајќи од мува до тешка. Мора да имаш во килажа. Значи до 51 кило, 54 и така натаму.
И тоа дружење беше исто така многу интересно кога идевме на тие патувања, пошто тие не беа патувања тука близко, идеш ти, идеме ние за Шабац со комбе. Тоа патот трае сигурно 7-8 сата, 10 сата. Идеме за Јосип Крамер, кулато е над Нови Сад, уште 2-30 километра. Идеме за Лозница, Смедерево, Београд. И така да, ние сме живееле како една фамилија на некој начин, мислам, меѓу нас боксери, сме дружеле. Тоа беше убавината, мислам, на И тоа. ти колку години боксуваше почетокот го чувме, оние 10 задолжителни борби, потоа После во тоа- втора лига, Боксер до она деби 70... и победа над Феризович, Јас- исто така шампион на Македонија 72-та. Беше загреан боксер, би рекол, Да. и некако брзо го напушти активното боксување. Јас боксев, последниот меч го имав 75-та година. Знам дека боксувевме во, мислам во Лозница беше тој меч, тамо со Милошевиќ се викаше боксер, не се сеќам, тоа беше одамна. А пред тоа, пред таа година бевме на припреми во Варшава, околу 20 на дена бевме така. Тогаш отидовме ние баги, беше цела екипа бевме тамо. И плюс имаше доста членови на управа, беше Джожо тамо, беше Мирко Леов, Панче Леов беше тамо. Сите луѓе што беа вклучени И во во бокс. боксот и бевме тамо на припреми во Варшава 21 ден. Сеќам тоа беше една навистина прекрасно патување и едно доживување кој што видовме тамо на лице место како се припремаат полски репрезентативци. Тогаш беше тој Рибицки, тренираше во иста сала со нас тамо. Он има фантастични услови за тренинг, мислам, мора да нагласам. И се враќајќи се од Варшава, а Джожо тогаш, мислам дека беше дописник или па требаше да иде у Москва дописник за... Тој во Нова Македонија работеше. И така, И од во- главет, идејќи навака, вика, слушај, вика, Ивица, пошто ти си идеш на факултет, вика, знам дека тешко ти е и факултет и бокс, вика, на тебе, вика, кога ќе престанеш да боксуваш, рачунаме да бидеш тренер. Ја го прифатив тоа. Кога заврши со кариера, почнавме у автокоманда. Тогаш веќе се Говориш за 1975 година, почнуваш со тренерска работа во БК Скопје. БК Скопје. Со тоа што тогаш Живко Дуковски полека се повлекува од Живко тренерската Дуковски- работа, а Шишковиќ не, беше. уште не беше Шишковиќ дојде. Да. Шишковиќ дојде 77-ма, ми се чини, или 6-та или 7-ма, не се сеќавам. 75-та година ние се преселивме во нови простории. Од тие ни направила сала, кај што е сега во автокоманда, тој пензионерскиот дом и Кам Маркет. Тука имаше као ниски зградичиња едни на своје време и тука нас ни направила сала, многу така пристојна сала, вака оприлike како малце поголема од оваја, со ринг, со купатила, со мислам со облекувални и така натаму. И тука се префрлевме, ја тука ги почнав тие првите чекори како боксерски тренер. У меѓувреме ние требаше да отвориме, беше идеја тоа на Джожо, да отворавме и да отвориме некои школи како сектори, да речеме во Чаир, во Шуторизар и така натаму, како пунктови, така беше. И ја првиот пункт беше мене во Чаир и таму дојде Драги Јошевски, он таму живееше. На Каутеро. На Каутеро, така да. го викаш. Дојде и он беше првиот боксер што дојде кај мене да тренира бокс, мислам кај мене како тренер. И после се префрливме во таа салата во автокоманда и тогаш дојдоа Джавид Асанов. Джавид Асанов живееше тука близко до пожарната во автокоманда, тоа е исто тука близко. Ајвазовски Исмет, исто добар боксер, после стана тоа беше цела плејада, Ѓоко Антерски, Љупчо Спасовски, после имаше Љупчо Филиповски, Металари Сефер. Имаше добри боксери, а да кажеме дека Џавит Асанов го освои златниот гонк една година.
Да. Ми се чини 80-тата. Джавид Асанов, кога почна тренира, за него една мала анекдота, он ромче, дете, идеше по сабота недели на свадби, на Тарабока. И сеќавам, он како јуниор стана прв јуниорски првак кај мене како јуниор, кој што ги водев ја 76 година во Битола на првенство на Македонија. Он освои прво место, Ѓоко Антевски. Значи, тие беа мои први почетоци и сега првото, мислам, да кажем, ватрено крштење како тренер на првенство на Македонија беше во Битола 76 година. Сеќам спиевме горе на Копанки тамо. Да. Планинарски дом беше тоа. И не носеа со автобус доле, поручек се боксуеше во кино Партизан. Мислам дека така беше. И тогаш тројца боксери од Македонија, мислам од Скопје, пардон, стана јуниорски прваци. Блажо Василев стана сениорски првак, он боксуеше со Сулеймани. Првак стана, значи, Джавид Асанов, Ајвазовски Исмет, Ѓоко Антевски. Тоа за младинска конкуренција. Пошто нив ги А водев. Блажо сениори. Блажо сениори остави. Драги Лазаров исто остави тогаш. И тој покојни остави како во сениорска конкуренција. Тогаш боксуеше и покојни Кадри Усеин, веројатно се сеќавате на него кога боксуеше со Аце И со Аце Русевски на Златен гонг боксува. И јас како член на таа репрезентација отидовме во Прокупје на првенство на Југославија. Јуниорско првенство на Југославија. Тогаш боксуеше и покојни Сашо Димитриевски Сашо. Кумановчанецот. Тоа беше едно така за мене големо искуство. Тогаш имаше неколку боксери кои што после стана врвни боксери. Еден тој беше Маровиќ, Шачировиќ, тоа стана првак на Југославија јуниорски. Не Шачировиќ, него беше, мислам дека еден од браќата Алишановиќ, пошто тоа беше нивни град и така. И наставивме со работа и 77 година се оствари сонот на, мислам, односно желбата на Живко Дуковски да во клубот донесе професионален тренер, доколку остана во управа како член, како, мислам, Практично алфа и омега беше. Да, беше како се тренер, вртеше али не се него. мешаше во работата И како тренер тоа стана Живорад Шишковиќ. Он дојде од Приштина, он патуваше секој ден у почеток. Беше навистина вистински професионалец. Мислам, доаѓаше со бајле, идеше навече, после му дадоа и стан, мислам, че му најдоа некој стан под кирија. Така да, јавив негов помошник и од него како тренер многу научив. И сум многу благодарен на тоа беше еден многу племенит човек, многу посветен на зборам, посветен на работата како тренер. Него тие вон тренерски работи не го интересира. Колку ќе земе премија боксеров, дали ќе му даде, тоа си имаше други луѓе, мислам, за таа работа. Него беше тренингот и подготовка на боксерите, нормално. Имаше еден систем на работа кој што за секој тренинг имаше запишано што, како и треба се работи. И тогаш Скопје направи една многу добра екипа со Блажо Василев, Реджеп Акич Гано, Драги Ѓошевски, Джавид Асанов, свеќам на првиот меч на Джавид Асанов, кој што немавме боксер у перолесна категорија. Он на таа така почна тој, мислам, Джавид беше перолесна категорија. И немаше Живко кого да стаи. И ја му викам, слушай, дај ќе обутнеме овој. Он беше само што јуниор, само што му помине јуниорска, а немаше многу мечеви како јуниор. И боксер со Хрњак, познат боксер. Да. Повторно боксуваме со Нови Пазар оди ку Скопје. И Джавид Асанов го победи Хрњак. Тоа беше, мислам, еден
така еден изворен Сензација за нас, а изненадени новопазарчани. И така да, мислам, сето тоа се одвиваше. Ја после 78 година отидов во војска, кога се вратив, од војска се договоривме со Шишковиќ тогаш да отворат пункт Шуто Ризари тамо. Ја идев тамо понеделник, среда и петок, а вторник и четврток со него во сала во Скопје. Пошто он работеше, би кажав, од Савале, кој ќе дојдеше од 7 сат у сала. И чекаше боксери. До вечер. И он работеше индивидуално. Пример, со Ѓорчевски Драги многу работел индивидуално. Значи, со него, денеска, пример, ќе дојде у 10 сат време, сат и пол само со него. Една иста работа треба ќе повториш 20, 30, 50 пати. Туку беше, и така да, Па дојдо и резултатите, нели Реџеп Пагистана и државен сениорски првак на Југославија. Реџеп Пагистана во Борово. Џавит Асанов секогаш фаворит кога излегува на рингот. Блажо Василев исто така. Блажо Василев има Драги Ѓорчевски, за Драги кажи не, тој беше го споменавме нокаутер. Едно така момче кој што беше многу исто посветено во боксот. Почетокот така беше, меѓутоа после тоа кога под водство на Шишковиќ многу напредна. Значи многу напредна, он беше едно време беше дури кандидат за репрезентација на Југославија, беше у тој ужи круг, у велтер категорија со Мирковиќ, со Црнокрак. Опасна категорија беше таа. Велтер. Велтер, да. Велтер категорија, Драги беше брзи удари имаше малку и проблеми со килажа, ама ги си мињаше така. Некако беше многу цврсто дете и неговиот врв беше 82 година у полуфинале на Златен гонг со класичен нокаут го победи Бајрам Хашани, првак на Југославија. Тоа беше, мислам, еден спектакл невиден. Бајрам Хашани беше и стандарден репрезентативец. И освојувач на Златен гонг една година освои. Златен гонг, да, а инаку стандарден во Приштина, која беше пак државен првак во сениорска конкуренција. 5 пути беа прваци на Југославија. А тие се подготвува во Сарај, боксерите, под водството на покојниот Љахни Мани. Љахни Мани, да. Меѓутоа, види, Приштина, како основата у Приштина, у боксот Приштина го направи Шишковиќ. Значи, основата, као база направи, Љахни Мани негов џак, мислам, негов ученик. Кога дојде Шишко овде, Љахни Мани го назначија тамо за прв човек на стручен штаб. И они што правеше резултати. Они после меч, пример, ќе боксуваат у сабота, се боксува првенство на Југославија, со некој било кој Раднички Краговаци или Партизани. У неделата имаат пауза, у понеделникот се у Сарај. И до наредниот меч они се фактички беа буквално како професионалци. И затоа имаше резултати. Значи, они беа од нон-стоп беа на припреми. Така да, со нив многу често тогаш тренираше Блажо Василев, пошто таму живееше горе, во Сарај. И одеше на тренинг. Со нив така тренираше и така. Таму тоа се тие спомени кои што некојаш ако имате прилика со овие боксери што јас ги нагласувам со нив да имате ваква емисија, веројатно и они ќе ви кажат нешто. Па еве со Драги Ѓорчевски се договарав, меѓутоа не најде ниту една слика. Па видите, он имаше некои проблеми семејни, нешто така, се селеше баѓе, идеше од еден стан од друг. Веројатно тука е тоа, не знам тачно. Така ми каже и мене. И седо тоа траеше кај мене, мислам, таа кариера до некаде 90-та година и после тоа веќе се растури. 91 година беше последниот меч кој што ние го имавме овдека со Краљево. И после се растури држава. Дојде до распадот. До распад и ја после тоа ти се повлеков, мислам и од семени причини и така. Ама и тоа идев ја у клуб. Добро, ти беше и во организациониот одбор на Златниот гонг. Во последниве 20-30 години си таму. Да. Првите почетоци за Златен гонг беше некаде
од кога се запослив ја у ЖА, него од 86-7 година, ние бевме како БК Скопје беше како технички организатор на тој, значи, во тој контекст. Имавме еден принцип, 1 септемвар, пример, зборам 2000 или 99 година, 1 септемвар, Џоџо ќе не викнеше кај него у кабинет у Нова Македонија, ќе собереме сите, мислам да ќе ги спомнам сите тие што беа со мене, поред Дуковски, беше Борче Богучевски, Стево Лакардов, пред тоа беше Вецко Кајчевски, се сеќавате на него? Вецко, да. И ние ќе Ѓоко Кузмановски, покојни исто беше многу активен у тој. Па тој еден период беше и секретар на Боксерскиот сојуз, тогаш подоцна федерација. И ние ќе собере потамо кај Ѓорѓе Јановски и као првично гледање и ќе си дајавме на секој задачи, кој што, како и така натаму. Ја бев одговорен за околу рингот, мислим, пошто рингот требаше да се донесе во спортска во кали или во расадник, било кај, мислам се зависи каде ќе беше организирано тоа. Пошто ја работев во транспортна фирма и рингот, мислам, беше таа обврска да го земам од автокоманда, да го однесам таму, да се навести. И бев одговорен за тие рекламите. Ја дојдов кај вас често у редакција. Еднаш го нашаравте рингот, боксерите не се гледаа внатре. Ја имав и таа обврска да доаѓам у спортска редакција у телевизија, македонска телевизија, и да донесам списокот за кајрони кои што треба да да информираш за се што е неопходно за да се реализира еден пренос. И после тоа се правеше, многу беше битно да се изнесат тие, да се нагласат тие паноа, реклами на тие фирми што спонзорираа, например. Това беше Фершпет, Рубин Кармин, Технометал, Вардар, Макош 5 и така натаму. Мислам, тоа беа фирми кои што на некој начин... Сега ги нема. Да. Ѓоко Кузмановски беше одговорен за тие пехарите, тие ги правеа Рубин Кармин, не? Да. За тие флаери, мислам, он имаше таа задача, други имаа друга задача и така. Добро бевте организирани, едноставно немаше проблем. Проблем имаше само да се обезбедат боксери. Да. А уште поголем проблем беше кога во Континентал ке се соберевте и ке условуваат. Например, се сеќавам една година Пузович, дојден тука, треба со Аце Русевски, викнат специјално за Русевски да има противник, сигурно да има добар меч, публиката да биде задоволна, тој вели, не, ова што ми го дадовте малку. А Живко шета, се нервира и на крај ќе се договоре, ајде ќе му даде нешто повеќе од на другите што се даваше и едно утро се сеќам дојде и рече, ај ќе се борам, ќе боксувам со Аце, нема проблем, не се секирете и така. Имаше бркање по цела ноќ и Бруно Храстински доаѓаше, тој беше пак тренер и селектор на југословенската репрезентација тогаш и тој ги молеше боксерите. Бев присутен често на тие разговори, им викаше, момци сте дошли овде, нема смисла. Има боксерска публика, сакаат да ве видат. Златен гонг беше ревија од рейтинг имаше висок. После Златна ракавица и Белградски победник, тоа беше трета ревија у бивши југословенски простори, кој што беше по... Па и во Европа тие три ревии се со најдолг стаж биле. Најголемиот товар сепак го имаше Дуковски тогаш, затоа што требаше да донесеш адекватни боксери. Он беше, кој ќе почнеше тоа, нонстоп беше или кај Ѓоко Кузмановски у канцеларија, телефоните со руси контактираше, со, не знам, бугари, со, мислам, комплетната таа концепција, кој како што треба да дојде, он ја правеше. Ние бевме, значи, сепак, како организатор, имавме ние други. Да, следевте што се случува и да интервенират. И така да... Па многу боксери, по 80 доаѓа, имаше по една година 4 четвртфиналиња, имаше Струмица, Радовиш, Скопје, Куманово, Велес.
Секаде шеташе гонгот, а финалето, завршницата беше во Скопје, бидејќи да. се организираше по повод денот на ослободувањето на градот. И тоа мораше да биде тајмингот, мислам, се знаеше од до, зависно од телевизија беше, не? И јас се сеќавам, тоа беше моја задача кој ќе дојше вашиот главен Нефо го вика, како се вика? Да, реализатор, Зоран Нефовски. Он ќе ме викнеше мене, кај да ја поставиме камерата, за да може да се гледаат рекламите, да се види, затоа што Фершпет, Штерио, вика, сакам да ми се види, јас сум ишол кај него, да барам, мислам, со писмо, пари да пуштим. Вика, сакам во ред, али да ми се види рекламата у гро план. Нема проблем. За тие пари. Океј. Бев у тој гонг до 2011-12 година и после тоа се повлеков, не се повлеков, него почна, тука се увеша Агенција за спорт и млади, они нивни луѓе си изфорсира, мислам, што е нормално, мислам, не? Добро, ама и не е, затоа што технички организатор требаше да си остани БК Скопје, како што беше на почетокот, дека иницијативата од БК Скопје потекна и тој беше долги години организатор и одеднаш го елиминира. Имаше малку нервоза и во вашите редови тогаш во БК Скопје, поради таквиот став на државните институции, да дојдат тие, да се организуваат. Па има стручни луѓе тука цел живот што го работеле тоа, дозволете да продолжат. Да. И верувај ми, не го зборам ова сега и од некој внатрешен мој револт тоа што се случи, меѓутоа, навистина, после со мака го организира. Често пати не можеа да обезбедат боксери за сите категории, па имаме едно финале само со 8, 9, 10 борби. Па сега, тука треба да се прашаат и тие спортски институции што ја диктира политиката во бокс. И тоа беше голема грешка. Да. Еве и сега тврдам дека така беше, гонгот ќе беше уште така издигнат на поголемо ниво, ако дозволеа клубот да си го организираше, а тие нека беа права господа да дојдат, да бидат почестени тука кој ќе дојдат, да бидат присутни. Секогаш сме како главен во тој контекст, тоа после ќе ги сликаме тие флаери од Златен гонг, секогаш стоел овој претседател на организационен одбор, градоначалникот на Скопје. Значи тоа било секогаш. Од почетокот, кога бил тој Југослав Богдановски, како се презивува, па Коце Трајановски, па пред тоа беше. Тоа било принцип. И ние сме имале тие карти кои што сме ги доделувале, кои што доаѓале еминентни луѓе да го гледаат тој бокс. Поканети, мислам, со... Имаше од сите структури што би рекле. Сепак би се навратиле на првиот гонг. Јас тогаш бев млад, мислам, една година и пол како што тренирам бокс, и се сеќавам Џоџо и Живко дискутираат да организираат гонг. Мислам, у клуб така правим оваа. И тогаш, мислам, беше така, у тој момент имаше еден циркус у Скопје, Медрано се викаше, а ја тогаш бев... Кај Езерцето беше лоциран, да, туку имаше парк. детско игралиште во парк. Парк беше тоа. И ние отидовме да гледаме бокс тогаш. У паркот, мислам, тоа... Како успева да го организираат, мислам, мене и ден денеска не ми е јасно. Значи, ден денеска не ми беше... Ама супер беше организиран. А рингот на сред арената циркуска, околу трибините полни, меѓу другите и Мате Парлов тука. Легендарниот бокс. Али Звонко Вуин го освои. Првиот гонг го освои Звонко Вуин беше носител на првиот. Добро, поискусен беше и добар боксер и тој имаше и медал од европски првенства. А овој допрва стапуваше на сцена, меѓутоа имаше европско сребро, па потоа злато, па олимписки победник, што се не беше. А се сеќаваш на чевлите од Мате дека ги снема? Или си заборав? Сум заборавил тоа. Доаѓаат да се облечат боксерите и тој вика,
Живко им беше свет по него. Дуко. И вика, ми ги нема чевли, како ќе да. Како ти боксер? Со боксерски патики. Не бе, вика, не се секире, вика, тука. Телефоните со Джоджа, вамо, тамо, не знам, на Коштан или на Пеко, раководител некој на продавницата, шеф на продавницата, го викна, дојде, број, вика, кој број? Најголем број што имаш и му најдоа чевли. И отиде мате од овде. Да. Сеќавам. Само се прашувавме кој ќе ги облече тие чевли. Имаше Тој што еден, ги украл. имаше еден, исто на Кале организирано, боксова репрезентација на Југославија, кој што ги бира Бруно Храстински, и втората селекција избраници новинара, значи Тома Хладни. Да. Тоа беше на Кале, тоа беше еден спектакл 70 и дали беше 73-та или 74-та, не се сеќавам. Не, тоа беше 73-та. Мате Парлов кој го освои златниот медал Во Минхен. у Минхен. Након тоа имаше еден таков турнир и ние фактички ние бевме како еден технички организатор на тоа, рингот беше тук, го местевме ние така натаму. Се да биде во ред. Да. И ја имав задача да ги носам ракавиците кај што се тие во црвен агол, а Мирко Ристевски покојни во плав агол. И мене ми се погоди Мате Парлов у црвен агол да боксуе и со облекувалната кај што седат, а тогаш боксуеше Маријан Бенеш со Љубинко Веселиновиќ. Тоа беше една борба невидена. Сите борби на Бенеш беа такви. 4 пати беше у нокдаун Љубинко Веселиновиќ. А Мате Парлов треба да боксува со Вујковиќ. Значи, он е биран од Тома Хладник, како без селекција фактички доаѓаше. И Мате Парлов легнал на тоа клупата, не го интересира уопште ништо, мислам. Кој како боксуе, што боксуе, си седнал, си лежи, се концентрира. И мене вика Шумали, каже, до која борба е стигла? Викам, бантам, још има времена. И си седнал така. Кога дојде некаде околу лесна категорија, ги ставаше бандашите. И околу негде од полуседна почне да работи шадор, нешто удара у зид со ракавици, а Вујковиќ тамо се загреба у другата сооблекувална. Заврши Бенеш, бргу заврши Бенеш со Веселиновиќ, и Мате Парлов се загреба, каже, која е борба, и доаѓа Бруно Вујка, каже, идемо горе. Почне борбата, ја се качува, гледам од страна, Мате го добива Вујковиќ уште прва рунда, со прекид. И се излагаат, мислам, од ринг и се влагаат заедно, пошто е тоа собликувалната вака, односно ходникот. Знаеш како е тоа, ходникот. И сега иде прво Мате, па Вујковиќ, и ја идам по нив, и Мате влага во неговата собликувална и влага и овој Вујковиќ кај него и му вика, Мате каже, али ударио си, ми каже, овде, знаеш та, и овој Мате кјути, и вика, каже, знаеш та, ја волим да ударим, каже, ту доле. Овој да беше тој Вујковиќ, беше шала така, малку шмекер. Добро, ама стигна до вице шампиона, ако се сеќаш на светското првенство во Белград со Стивенсон боксу. У финале. Во финалето, да. Не, тоа беше одлуката на Бруно, Бруно, за да он ради Тадија Качар, он ради Слободан Качар, да он иде у полутешка, а овој иде у тешка. Да се отвори место. Да. Убав беше и гонгот и овие приредби што се организира, новинари со селекција. Мислам, се држеше квалитетот и формата за настапи на меѓународна сцена, каде што имавме добри резултати. Сега кажи ни, вака си поприкажавме малку и за боксот и доживувањето, ова е интересно и за гледачите. Во моментов, дали си, ако си, каде си вклучен и каде ја гледаш перспективата на македонскиот бокс? Само пред тоа да кажам, да нагласам дека 85-та година полагавме за тренери на овој, односно тоа беше еден како семинар нешто доаѓаше од 15 дена во Сараево.
Полагавме јас, Мирко Ристевски и Миле Смилевски, тројцата, бевме во Сараево 15 дена, кај што предавач беше Милослав Поповиќ, селекторот на, он тогаш беше селектор на репрезентација Југославија. И ја тогаш имам лиценца за водење на екипа у Сојузна лига. Мислам, и ден денеска чувам и таа диплома, како тоа време, само ние тројца имавме. си завршил Да. курс. Тоа време само ние го имавме тоа, Дуковски го имаше тоа многу поодамна добиено, кога почна да трениравме ние бокс, он беше на еден таков семинар, значи некаде 70-та година, кој што за да можеш, затоа што тогаш за да водиш екипа мора да имаш лиценца. Лиценцата ја покажуваш на делегатот. Па и сега е така. Сега не знам дали како е. Во сите спортови лиценцирани тренери. Тоа беше тоа и након тоа идеме на неколку така еднодневни семинари кои што се одржуваа во Белград. Тогаш го држеше исто Поповиќ, со тој Гојко Радуновиќ на тој тренерот беше на Будуćност. Имаше еден семинар исто одржан тука во Скопје, Бруно го држеше Храстински во Куманово. Така да они имаат таков принцип да секоја година на ниво Се Југославија одржува таков семинар да се освежат, да, мислам. некои нови работи, нови И, моменти, да. нови и така натаму. Тоа беше тоа. Така да имаше квалитетен бокс. Во моментов Македонскиот бокс, македонскиот каде? бокс состојбата е таква каква што е. Мислам, вие сигурно ја гледате. БК Скопје екзистира некако, мислам, во салата на боксски клуб Скопје, во автокоманда. Таа сала е отворена, односно отворена е 85-та година. Си бил во таа сала за Како нека е фудбалскиот терен. до фудбалскиот. Прво се минува пред неа, па после... Таа сала е отворена се 85-та година и на жалост, мислам на голема жалост, помина многу градоначалници се свртеа на општина Газибаба, не се најде човек за да ја реновира, односно да ја колку толку да ја освежи. Сето тоа ние го правиме ентузијасти на неколку. Пошто во таа сала сега тренираат неколку клуба регистрирани, Аперка тамо тренира, Чигра тренира, тоа е клубот на Блажо Василев, и тамо е Скопје Тајм, мислам, че се вика тој е клубот, односно тоа е Ружди Калач, тамо има термин. Да. Тоа се термини од понеделник до петок, секој си има свој термин. Пример. Боксери имаме ли за меѓународни настапи? Од БК Скопје нема, мислам, да бидеме објективни. Има едно младо момче, сега почнува, напри 3-4 меча како јуниор, се уште е јуниор, добар потенцијал, мислам, добар потенцијал. Меѓутоа, Треба време. Треба да време. чекаме да се треба време. појави На некој ниво нов на Ацер Македонија, Русевски, на ниво ако на воопшто се појави. Знаете што, за мене е симптоматично што ја правам муабет со пред колку време правев муабет со Војо Настевски. Се видапме така. Усредне со Примислав Димовски. Примислав Димовски е наше дете, мислам, од БК Скопје. Да. Со тоа што он потекнува од таа генерација кога Калач стана тренер, Ружди Калач. Значи, После После 91-2 година и тука му беа настапите први на меѓународна сцена. И заедно со- нему и на Вели Мумин Мумин, Вели, да. двајцата одеа. Тие беа на тие 20 првенства. боксери кои што одеа беа и на светски првенства, на европски првенства, кај што Па да се подсетиме, 2 бронзи Вели на европските првенства, а Примислав највисок класман, пето на светско првенство. од Чикаго. Да. Тоа беше 2008 година, сеќавам тогаш кога доаѓаше. Видите вака, баш со Примислав правиме муавет, разговараме, вика, односно со Војо Настевски, вика, порано во Југославија постојава некаде околу 40 клуба боксерски. Сега само во Македонија имаш 30 клуба. Ама нема боксер. Мислам, тоа е она што сакам да го кажам. Поарно, двајца боксери да имаме, што ќе очекуваме нешто кој ќе одат на европско или светско првенство, отколку толку клубови, а немаш боксери.
Добро, може би ќе дојде денот Може кога ќе дојде денот, затоа што да веруваме во да. тоа. Ја мислам дека со една младава генерација што доаѓа, една добра организација, затоа што боксот сега повеќе се станува се комерцијализира, знаеш. Ќе дојде некој дете да почне да тренира бокс и он веднаш сака да Во профи, овие, за да заработи земе некои така. пари и така натаму, да ова кај што е многу погрешно, мислам, од моја страна, тоа што порано, мислам, за да станеш боксер, прва Треба да созре, па Да. после да се има пушти во тие има тренери професионални овде кои води. што гледам овде по Скопје, по Македонија, ќе почне некој дете да тренира 3-4 месеца го пушта одма да боксер, тоа што е нонсенс. Мислам за мене како тренер, ја никој пат не сум пуштил боксер и најмалку 3-4 години да тренира, мислам да тренира, да научи барем нешто да основата на боксот, затоа што многу е битно кога ќе искочиш на ринг да се види дека има некаква школа. Да. Не е тоа само иди влези да Што велиме, не да е бос излегол сега за да тоа да пополни има некоја школа, има екипа. некоја основа за понатака, мислам. И така да тоа секогаш бил мојот принцип на и тие дечки што почнале да боксуваат и Драги Ѓошевски и Џави Дасанов, тие не почнале да боксуваат после месец, 2, 3, 5. Тие почнале после немалку Работа, после тренинзи. неколку години, да настапуваат и така да. И друго беше тогаш, би сакал да потенцирам. Знаеш, друго е кога има некоја лига и те држи у некоја компактност, не разбираш. Значи, Мора да држиш екипата, екипа да ја држиш секогаш ова. будна, А што би сега- рекле. Сега ова, знаеш како е, сега ова првенство во Македонија се пријавуваат пример 20 екипи од цела Македонија. И сега пример од Скопје ќе дојде 20 боксери ќе дојдат, еден јуниор, еден сениор. Од таму ќе дојдат, не знам, Да, во секој случај мора да признаеме, немаме бокс, Да, треба могло да е тоа мине таква време, ситуација, да. се создадат услови да биде боксот како некогаш. да. Треба да се создадат услови, треба да Па еве, мислам дека нема и треба да се појават и луѓе ентузијасти кои што како еве ќе го спомнам покојни Дуковски кој што ќе биде посветен на таа работа. за жал се помалку ги Такви има. помалку затоа што Сите сега- бараат некој интерес Да. во боксот, а боксот не е спорт кој врти толку пари да може да ги задоволи сите. Да. Па добро, Ивица, еве, разговаравме за боксот, кажа некои интересни моменти од твојот боксерски живот, од кариерата. Јас само да повторам дека беше еднаш првак на Македонија, беше боксер на БК Скопје кој стандардно настапуваше Во втора лига. 3 години во втората лига, имаше мечеви, имаше победи, повеќе победи, има 4-5 порази и другото се беа победи, колку што можам вака да се сетам и да видам во твојата биографија. И на крајот да кажам за нашите гледачи дека тоа беше нашата боксерска легенда Ивица Голубич. Ви благодарам за поканата и ве поздравувам и посакувам овие емисии да бидат почести, да се да повикувате луѓе кои што навистина нешто направиле, мислам, односно Во својот во спорт. својот спорт, да. Така да тоа ќе биде и потик можда за младиве генерации да почнат да се бават со спорт со кој што они би се задоволили самите себе, мислам, да се пронајдат себе во спортот. Да. Фала многу. Тоа е добро и во тоа е суштината на спортот, да им обезбеди на младите луѓе да се афирмираат, да живеат еден, што би рекол, здрав живот и да бидат корисни во општеството. Да, да. Благодарам уште еднаш.